Добре дојдовте во новата епизода на Имам нешто да ти кажам, нашиот скромен подкаст. Снимаме 11-та епизода. Се наоѓаме во поинакво студио импровизирано од предходните епизоди каде што ги снимавме, бидејќи во моментов се случува нешто интересно кое што години наназад се случувало. Благодарност до Планинската спасителна служба при Црвен крст Охрид што ни овозможи не угости вака добро тука да си се сместиме да си снимаме. И токму во Планинската спасителна служба па веќе трета година баш тука се случува патувачкото кино на Ехо, планинскиот филм фестивал. Така што денешната епизода баш ќе ја посветиме на планините и на овој планински филмски фестивал наречен Ехо. Како гости да ги представам денес со мене се тука двајца соговорници, така две извонредни личности кои што можам да кажам живеат и дишат во духот на авантурите, на природата, на планините и на се она што, ајде да кажеме сега малку на англицизам, ќе воведам outdoor activities, се што подразбира, Игор Талевски и Александар Зарапчиев, кои што се дел токму од тимот кој работи на овој прекрасен фестивал. Добре дојдовте, добре ве најдовме се, и јас сум на гости овде и вие сте на гости. Уште еднаш добре дојдовте и во подкастот прв пат. Фала на покана, да. Како се чувствувате во Охрид? Вчера беше првиот ден, сега втор ден, ќе кажеме, значи не е тоа во живо што го снимаме. Па самиот факт што сме шести пат во Охрид и што е всушност најголем број на посети во некој град по завршувањето на главното Ехо, веројатно зборува дека си го сакаме Охрид. Доста се чувствуваме многу пријатно. Ете, со членовите на АК Патагонија и Планинска специјална служба сме доста добри пријатели, многу фино чувствуваме во овој простор каде што сме, каде што се одржува патувачкото кино. Среќни сме со вашите дружби исто така, се запознавме низ годините и мислам стварно е прекрасно да се биде дека. Да, супер. И ја би кажал дека покрај ова што го спомна Игор, дека и без тоа е секогаш убаво да си во Охрид. Така да само би го додал тоа дека доволно е да си дојдем тука на викенд или уште подобро во работен ден и све како што треба. Да, супер. Ќе ве вратам малку сега на почетоците од таму. Ќе започнеме да кажеме раѓањето на Ехото, на Планинскиот филмски фестивал. Може чисто да кажете и првично пред да продолжиме да откриеме за почетоците како се започнало идејата, чисто концептот кој е за луѓето кои што не знаат, за оние кои што ќе гледаат па ќе им биде криво што не присуствувале, па в година ето ќе чекаат да дојде есен, зима за да може да дојдат да присуствуваат. Кој е концептот? Бидејќи фестивал на планински филм Ехо, па потоа го имате делот со како патувачко кино, ето чисто. Па еве како што кажа да почнеме од почетоците, па може Игор да се надоврзе да слуша нешто. Годинава го имавме 14-тото издание, 14 години действуваме како филмски фестивал. На самиот почеток не беше класичен филмски фестивал, беше повеќе како ретроспективно прикажување на филмови. Ја немаше таа фестивалска форма која што низ годините научивме како изгледа и како да постигнеме. Беше повеќе соработка со друг еден фестивал во првите 2 години, потоа денови на планински филм го кажувавме уште 1 или 2 години, потоа подучени од наши пријатели кои станаа соработници, почнавме да ја градиме формата, да ги собираме сите елементи што чинат еден филмски фестивал, да направиме жири, да направиме сами селекција, пропратни активности, спецификите околу колку треба да биде стар филмот, жанрови, награди и така натаму. Мислам дека 5-тото или 6-тото издание официјално ги исполнивме тие критериуми и наваму се водиме нели како филмски фестивал до 14-тото издание. Околу почетоците стана како спонтана идеја. Чисто да се надоврзам кај ви беше инспирацијата, ето чисто за да се започне ваков планински филмски фестивал, како започна, ето како што кажа почетоците и што беше она што токму ве мотивираше за да создадете платформа каде што ќе се слави баш планинската култура. Нема многу да кажам за ова. Ај ќе спомнам Игор нека дополни. Тоа што е интересно, покрај овие 14 години има приказна што траеше многу подолго.
еве ќе ја префрлам топката, све почна со алпинизам Орега. Како една, јас се уште кажувам, духовна сила на нешто кое што се обидуваше да ги инспирира луѓето, вклучително и мене. Ја бев само фан и другар на веб-сајтот Алпинизам Орега, кој што читаше информации кои што ден денес никој друг не ги дава. Едукативни, инспиративни приказни поврзани со авантурата, планините, алпинизмот и многу други спортови. Тој веб-сајт го почна Игор и Весна сопругата. И од тука може и он да каже нешто за тоа како се развиваше. Всушност приказната почна и многу порано. Да, уште пред сајтот, бидејќи еве јас, Александар, Весна, Елена сопругата на Александар, сите некако основаче на ЕХО, всушност претходно бевме и се уште сме дел од алпинистичката заедница. Приказната со тоа уште пред сајтот alpinizam.org е тоа што како алпинисти секогаш чувствувавме потреба пред јавноста да си се објасниме малку подобро, бидејќи сметавме дека не само јавноста, туку и многу луѓе кои што работат некаков планински спорт не баш го разбираат алпинизмот со сите негови специфики. Од аспект на спортски пристап со различни тежини, технички и така натаму, филозофија, поезија во него и слично. Мислам дека ниту тогаш, ниту сега се уште го разбираат луѓето алпинизмот. Така да многу одамна ние, значи тоа е некаде уште почеток на 2000-ти години, да кажеме, како алпинистичка заедница се одлучивме да објавуваме гласник кој што се нарекуваше Алпинист, кој што имаше таа идеја. Тој имаше идеја да едуцира и да споделува информации. Го правевме тоа, пишувавме текстови, го принтавме и го фотокопиравме и го делевме бесплатно. Значи таква беше идејата да не бидеме затворени, да си го живееме нашиот живот, туку така тајно, скришно или не знам како да се изразам, туку да се отвориме, да се објасниме, да се нели пред луѓето да објасниме што е тоа навистина алпинизам. После тоа спонтано се дојде на нашиот сајт, бидејќи веќе тоа стана лична нека работа со Весна, ги споделувавме искуствата наши при искачувањето. Јас чувствував малку потреба повеќе да пишувам за опреми, за масиви, за техники во качување можда и така натаму. И почнавме да организираме и пред ЕХО по некоја презентација. Гостување, имавме гостување на, се сеќам, на Дојчин Бојанов, бугарскиот алпинист, наш пријател Шакша Маколовски изборуваше за искачување во Перу. И така полека се движевме, се движевме кон нешто повеќе, да кажеме, по визуелно интересно, по големо. И го почнавме скромно. Рековме ајде ќе направиме 3-дневен, дводневен настан како беше. И потоа прераснавме во 5-дневен настан со паралелни проекции во различни кина, презентации од еминентни гости, големи имиња во светот на филмската, во светот на филмот како филмски работници и големи имиња во светот на спортот, скијачи, алпинисти, планинари и така натаму. Така да мислам се тоа е еден раст добри 20 и нешто години. Како бевте на почетокот кога почнавте со ова идеја, како бевте прифатени како бидејќи филмски фестивал концептот, дали бевте првично, дали му беше на луѓето чудно, дали беше конкретно луѓето кои што публиката што привлекувате само љубители на планината, на алпинизмот или имаше различни луѓе кои што ги интересира и дали беа повеќето млади или баш луѓе кои што ето не важно дали помлади или повозрасни, но некои кои што се баш во таа област, кои што фигурираат. Поврзано со ова што го спомна Игор, се сеќавам дека последните презентации беа во Менада, тој еден ноќен клуб во Чаршија, доле во диското ние ги правевме и беа супер посетени, што ни даде нели малку и осет дека ова може да функционира. Почнавме во кинотека, мислам дека 160 седишта има киното, ако не грешам, или 120. Дводневен настан. И јас се сеќавам дека првично беше замислено да го шириме алпинизмот. Ама не онака сега шириме, звучи нели кој знае како, да споделиме повеќе во однос на слично како што го опише Игор околу вистинските начала што го чинат алпинизмот таков спорт да биде. И мислевме дека ќе дојдат само нашите пријатели или оние кои што сакаат некој вид на ваков спорт, меѓутоа од самиот почеток тоа стана многу повеќе од тоа. Дојдоа и млади, и стари, не само планинари, различни луѓе. Го исполнивме киното. Јас се сеќавам убаво кинооператорот,
тогаш ми кажа Тихомир, никогаш кинотека не била полна отколку тој работи таму. Ја не знам што значи тоа. Нас не се виде како обичаен настан, меѓутоа и ме мотивираше тоа, си викам, вау, ова е интересно, знаеш, добро е. И од тоа што дојдоа различни луѓе, некако ни наметна и обврска да го прошириме и спектарот на теми што секако ни се интересни и ги почитуваме, и да почнеме да прошириме на 3 дена, на 4 дена, на поголемо кино, на 2 кина, како што кажа, и да го зголемуваме тоа и да стане малце пошироко. Сега алпинизмот како тема и многу малку од таа програма. Ние буквално се обидуваме малку да уфрлиме тука и таму помеѓу темите, бидејќи ни е драго и важно, меѓутоа сега другите жанрови на филмови се многу повеќе од она кој што почнавме и тоа е убаво. Бидејќи секогаш среќаваме нови луѓе, различни луѓе и тоа не мотивира и ние да растеме со нив различно како организатори. Јас сакам само да додадам нешто. Тоа е дека уште од самиот почеток, всушност не само ние како алпинисти чувствувавме потреба дека треба да се отвориме пред јавноста, но и дополнително да имаме поголема платформа и време на располагање преку кое што ќе ги споделиме нашите активности, за да имаат можност луѓето да не разберат подобро, бидејќи преку едно интервју во годината од 3-4 прашања или 5 минути гостување во утринска програма, ти не можеш да се објасниш себе си за тоа што правиш. И во таква ситуација ние бевме како алпинисти и верувам и се уште сме можеби. Меѓутоа во таква ситуација беа и други луѓе, значи и луѓе кои што во тој момент го започнуваа повторно силно планинското трчање, екологистите, тие уште во втората, третата категорија стана наши дел од програмата, значи со своји презентации и слично, и други исто така заедници да ги наречам, скијачи и така натаму, ја почувствува платформата како таква, како пред се можност да и тие со своја презентација настапат пред јавноста или пред тие кои што практикуваат веќе некој спорт во природа, меѓутоа да настапиме и сите пред себе и на крајот на денот сите ние се сретнуваме на едно игралиште заедничко наречено планина и треба да се разбираме подобро, така. Треба да разбереме зошто планинскиот тркач го прави ова, да ни кажува екологистов, вака не правете, така правете. Мислам дека треба да има комуникација. Ако не се сретнуваме, нема да има комуникација. И ехо стана низ годините тоа, платформа на која што ние се дружиме помеѓу себе. Точно, значи основната идеја наша, основниот порив беше клучно да им објасниме на луѓето што е алпинизам. Тоа беше суштината, тоа е тоа нешто што не болеше од секогаш. Нели како што кажав, знаеш, алпинизмот според мене е филозофија и поезија. Ако од алпинизмот се извадат филозофијата и поезијата, тоа станува само качување и ефтино себе промовирање според мене. И сакавме тоа да го објасниме фино, што е тоа, која е таа филозофија, етика, историја, поезија во алпинизмот. Тоа е нешто што не буткаше, меѓутоа многу брзо, уште у првите 2 години, веќе свативме дека работата е многу посериозна, дека секој има нешто што да каже, и свативме дека сите имаме добро во тоа и почнавме скоро да го заборавивме тоа. Кој што каже Александар, во последниве години веќе да речам доминантно алпинизмот дури е и можеби најмалку присутен, бидејќи се отворивме кон еколошки ситуации, филмови, презентации, природа и култура и спелеолози и така натаму, така да во тој правец се развива и приказната. Јас вака си ги разговарам и ќе ве прашам работи, бидејќи и сега вака низ разговорот ќе научам нешто што ме интересира, ето што сме немале прилика за време на патувачко кино низ годиниве да разговараме. Ме интересира од една перспектива на избор на програмата, курирање филмови, да речам, како кој е одговорен, дали вие сте одговорни за изборот од баш ево, јас тоа што сум имал прилика да посведочам, стварно некои изводрени, неверојатни филмови кои што мене лично ме инспирирале многу. Така што гледам дека програмата баш внимателно се одбира и низ годините која што е она можеби на кој што треба да се даде посебен фокус, така што дали можете да не прошетате низ процесов на селекција и исто кои критериуми, да кажам, ги користите за да кажете ова е филм добар кој што треба да го прикажеме, не знам, ќе донесе нешто плюс на фестивалот.
Можеш да кажеш ти бидејќи Така да, најтешката работа. Најтешката работа околу филмскиот аспект, бидејќи за среќа речиси све што доаѓа до нас се прекрасни филмови, многу инспиративни. Случајно е тоа така или не случајно. Тие стотици филмови кои што во една година беа рекордни 660 апликации, за да си ги собереме во 30 филмови за ехо. Моравме да одбереме од 600 филмови, сега се движат помеѓу 100 и 200, не се важни бројките. Многу тешка работа е да одбереме помеѓу сите тие добри филмови што ќе прикажеме, неблагодарна работа, јас велам секогаш најтешката. Од година за година велам секогаш дај да му дадеме некој друг, да го немаме тоа бреме. Меѓутоа во начинот на избор што е за нас многу важно е што ова е специфичен фестивал и не може било кој да ги одбере филмовите што за нас, не само за мене и Игор, бидејќи да речеме заедно го одбираме тоа, особено кога ќе дојде при крајот, кој треба да излезе, кој да не излезе. И пошироко како тим се разговараме за тоа, кој да биде, кој да не биде. Не може тоа од друг од страна да го одбере, бидејќи е многу важно што филмот прикажува. Значи, можел да кажам дека за нас не се интересни најдобрите холивудски документарни филмови поврзани со аудио култура, така што ти кажа, бидејќи тоа се извинувам што генерализирам, меѓутоа она што најчесто 90% од луѓето го гледаат, не е она што се идентификува со ехо. За нас е многу поинтересни филмовите кои што покажуваат вистински искрени, инспиративни приказни, вистински авантури, дури и на сметка на квалитетот на филмот. Значи, нели, ние како фестивал мора да внимаваме на формата која што е, како е тој снимен, нели, филмографски. Тоа е секако важно, меѓутоа она позади кое што нема компромис е што тој има да каже. Кому се обраќа, дали е тоа егоцентрично, дали е исправен односно спрема планината или на кој начин го презентира спортот и кои средства ги користи за да го исполни она што го прави, без разлика дали е трчање, скијање. Овдека нема компромис и овдека имаме сите као заеднички став. Околу формата како е снимен можеме да направиме компромиси, примаме и послабо квалитетно изработени филмови на сметка на убава приказна. Тоа би рекол дека околу филмскиот дел имаме еден неофицијален комитет на избор. Седнуваме, мислиме, можеби некои филмови е лесно да се одберат, ама буквално дискутираме до последен момент и многу често рокот за прием го продолжуваме, бидејќи не знаеме некогаш некој мора да биде одбиен. Тука има и уште еден аспект на програмата. Другата програма која што исто така многу богата од година за година, тоа се гостите, презентерите, многу важен аспект на фестивалот, би рекол дури можеби и најважен, кои што тука од прва рака може да кажат некои важни приказни, инспиративни, да споделат нешто што ретко може да се случне на друго место, работилниците, конкурсите, книгите се најважна работа. Овој дел вториот и сето тоа навистина прави работата многу тешка да се состави една програма која што е исправна. Не се работи за квантитет, да не билдаме содржина, туку дали тоа навистина е во линија на она кој што ние веруваме, бидејќи фестивалот сака да промовира нешто што ние веруваме дека е исправно и добро за луѓето да го видат, бидејќи нели тој има и едукативен пристап спрема публиката. Мислам дека приказната е, да речеме, во област најважното нешто кога бирате дека сакате ова да го прикажете. Нормално, како што кажа, кинематографијата да биде на ниво, ама дали за да е предуслов за одличен филм како и за други долгометражни играни филмови, генерално приказната мора, а и тука сме гледали некои баш приказни, дали тоа кај вас секогаш било некој критериум кај што можеби за разлика на некој друг што бил подобро снимен или направен филм, има грубо да кажам подолба на два типа на филмови кои што се со спортски елемент, да кажам, и филмови кои што имаат можеби документаристички аспект на општо соживот со планина, да кажеме. Во спортскиот сегмент дефинитивно не е важна пораката. Бидејќи не е важно дали е снимана со милиони долари, ако пораката е малце сумнителна, од аспект на, не знам, етика и слично. И тука ни е важно тоа. А тој другиот аспект, во кој што имаме се повеќе апликации, посебно во делот со природа и култура, каде што ни праќаат луѓето
автори од различни земји, филмови, многу интересни, знаеш, на пример пеење, некоја песна во италијанските планини, практично филмот е само тоа. Традиции, на пример трчање, планинско трчање поврзано со религија, враќање во нека црква назад во селото и слично. Тука веќе гледаме и филмски, да кажам, елементи, така да е мешавина, ама клучно е, мислам дека имаме проблем, сериозен е проблемот со тоа да се одбере кој ќе биде вистинскиот филм за програмата, бидејќи во суштина ние наистина силно си го сакаме тој живот, живење со природа и планина, со се што тоа значи, и секоја приказна ни убава. Мислам, може да ги гледаме сите филмови и тешко е навистина, бидејќи во секоја приказна на крајот на денот има и некаква искреност и убавина и многу е тешко да кажеш, за жал, ова не, многу е тешко да се направи тоа, но тоа е тоа, делот приказната. Ево и на оваа програма и во претходни програми гледаме, мислам, на некој начин различен жанр, се мешаат динамични, има некој каде што се баш да те направи, да те инспирира за нешто, да те направи да се чувствуваш добро, некој пак и да те замисли, други ќе те растажи. Што мислите, не само чисто за емоцијата, туку овие филмови кога ги прикажувате, што е она плюс што сакате да придонесуваат овие филмови кон публиката што ги следи, што ги гледа? Не само луѓето кои што се занимаваат со некои активности во природа, но чисто и публиката која што доаѓа и кога ќе излезе од фестивалот, што сакате она што е да понесе на некој начин. Па прво сакаме да излезат со силна емоција. И сега сите луѓе се да речеме целна група на ехо. Значи луѓе кои што живеат со планина сега во моментов и тие кои што не живеат со планина сега. За тие кои што живеат во моментов планина, се нудиме да понудиме различни жанрови за да ги поврземе со планината. Некој можеби ќе се најде преку анимацијата, како што беше дел од програмата вчеревен филм, така. А од друга страна пак многу сакаме, чувствуваме одговорност во однос на таа едукативна нишка, да кажам, и ете екологијата преку филмови како тој вчера што беше Илузија на изобилство, сакаме да прикажеме некаде активизам, да видиме дека всушност сите ние ги имаме скоро истите проблеми и можеби да инспирираме активизам од позитивните искуства на тие некои луѓе таму. Така, други едукативен момент повторно како пример ќе кажам исто филмот вчера што беше во однос на будење и потсетување на лавинската опасност, нели? Ние можеме лесно да направиме журка од нашиот фестивал. Значи можеме да избереме само забавни филмови и да се смееме и нели, меѓутоа не сакаме тоа да биде. Бидејќи чувствуваме одговорност во однос на изборот на програмата и тоа е поврзано со претходното прашање, нели? Сакаме да има дефинитивно и забележлива едукативна нишка во него со различни елементи, бидејќи не секој живее спорт. Не го интересира секој планински спорт. Оваа година имавме прв пат паралелно, бидејќи имаме се поголем наплив на апликации во делот екологија и природа и култура, имавме посебно кино за тие филмови. Бидејќи, како што кажав, значи, ете, Скопје со, не знам, 100.000 жители, не секој сака да скија, качува или да прави нешто, меѓутоа го интересира еколошкиот активизам некаде во Перу или му е интересно да го види тоа како приказна. И го нудиме тоа како дополнителна програма збогатена. Кое е вашето размислување за тоа како се развива, да речам, авантуристичката култура? Дали има некои, бидејќи знаеме во многу области, некои трендови постојат сега кои што на некој начин влијаат врз одредени промени, но ето како мислите, бидејќи и технологијата и сите тие работи баш ги оддалечува на луѓето, можеби на некој начин природата, повеќе се штети, ова баш е еден момент на враќање кон природата. Како имате видено од кога сте почнували вие на почетоците, па во тек на вашето искуство, среќавање со различни луѓе, сега баш во некој период каде што многу брзо се менуваат сите работи. Ја би рекол дека вака на прва, живееме во време не само Македонија, туку и во светот, каде што оваа култура на практикување аудор, планински спортови вртоглаво расте. И тоа е вака на прва убаво, луѓето си велат
луѓето ќе идат во природа, ќе се рекреираат, нели. Меѓутоа, мојот личен став е дека не се одвива тоа на правилен начин. Најчесто тоа со тие брзо растечки работи не секогаш се во соодветство со на кој начин треба да се развиваат, дали ги следат правилата и така натаму. Меѓутоа, за да не звучи ова песимистички понатаму, веднаш ќе се прекинам, ќе речам прво, ми се допаѓа тоа што расте интересот за практикување планински спортови. Сите тие, нели, генерално планинарењето како најогон. Планинскиот велосипедизам, нели, среќаваме планинско трчање во подем во Македонија, турно скијање и така натаму. Оно што е важно и што се обидуваме и преку фестивалот да го наметнеме, меѓутоа низ годиниве молкум, бидејќи ние сме сега само програмски уредници и даваме луѓето сами да видат и да одлучат. И тоа е убавото во случајот. Јас за прв пат, нели, за разлика од претходно, сум релаксиран. Ние правиме програма и оставаме луѓето сами да одберат, а не е тешко да одберат, кога ќе видат како тоа изгледа на правилниот начин за луѓе кои што практикуваат вековна традиција на практикување на некој спорт, нели. Баш е поврзано и со претходното што го збореше Игор и претходното твое прашање. Јас ќе додадев за програмата е многу важно да биде провокативна, да испровоцира мало размислување, да излезеш ти и да си речеш, да се замислиш што правам ја или што прави светот и кај сум ја тука помеѓу и какви последици може да има моето однесување спрема природата или моето однесување спрема спортот, нели, може да биде од едната страна ја уништуваш природата, од друга страна предизвикуваш опасност и смрт, нели. Не се плашиме да излезе некој со солзи, често ни се случува некој да рече аман кои се овие филмови страшни, вие треба да го ширите спортот. Да, меѓутоа не правиме ние компромис. Дека спортот треба да се шири на сметка на тоа што ќе премолчиме дека одењето во планина без чувство за одговорност нема да донесе штета некому. Треба да се знае во што се впуштаат луѓето. И значи за мене лично е многу релаксирано што сега јас само заедно со тимот ќе направиме програма, ќе викнеме врвни спортисти или режисери, фотографи и тие ќе направат за самата публика да си одбере што е правилно. И кој што кажав, јас сум многу уверен дека одлуката секогаш ќе биде правилна, дека ќе одбере некоја поука, дали преку книгата, презентацијата или филмот, дека нешто треба да се смени, дека можеби треба однесувањето кон планината. Најмногу се врзува околу тоа однесувањето на планината, бидејќи таму може да биде и најстрашно и најважно, нели, планинава не обединува некако, иако имаме филмови за авантури во пустина или под земја, нели. Така да јас би рекол дека тоа е нешто што е многу важно и нас, и мене лично ми прави една убава позиција, комфорна, да го споделувам моето размислување, барем до онаму кај што мислам дека јас правилно размислам, нели, нашата програма е олицетворение на нас. Можеби некогаш и ќе сгрешиме со тоа, но тоа е тоа, треба да работиме и да ја градиме за да не води нас и публиката. Јас само сакам да го искористам моментот како одговор на прашање дека исто се согласувам со Александар дека секого радува тоа што расте заедницата, бројот на луѓе кои што сакаат да уживаат во природа и во планина, дали тоа само рекреативно во близината на паркингот или пак подлабоко во планината. Јас сум вклучен и во аутдор индустријата, нели, преку продавница за таква опрема во Скопје. И само сакам да искористам оваа шанса да апелирам до секој кој што на некој начин е вклучен во тој раст. Дали ние како фестивал, бидејќи ние како фестивал можеби некого сме инспирирале да почне да го работи тоа што го работи сега во моментов во природата, или пак некој како, не знам, скијачка федерација, алпиничка федерација, некој клуб или слично, сериозно да го разбере тој момент, бидејќи сте го гледа тој момент, меѓутоа гледаме и многу грешки и избрзувања. Ние како фестивал секогаш ја користиме таа шанса да одговорно споделиме и филмови кои што покажуваат и опасната страна од тоа да се биде во природа, меѓутоа мислам дека секој треба да ја превземе таа одговорност. Знаеш, пак ќе го искористам за зборот журка, ние сите треба да се забавуваме во планина, меѓутоа треба да знаеме дека планината некогаш има поинакви правила на однесување во нејзе и сметам дека, а тоа и го покажуваат примери, знаеш, да се потсетиме дека има случаи кога некои традиционални искачувања на планини во зимски услови завршуваат
интересно, некој не ставил дерези, не знам, се лизнал, не знам, направил нешто, слушнав последно дека некаде полиција била ставена на некаја точка за да ги враќа луѓето кои што неат со дерези нагоре, знаеш, што е за мене многу чудно. Прво некој дошол, сме активирале систем да ги сопира тие луѓе кои што не се свесни за а дошле во голема маса. Треба бидат свесни пред да тргнат. Тоа е сериозен проблем. И сметам дека растот е убав, меѓутоа имаме среќа што до сега нема некои сериозни реперкусии поради пребрзиот влез во ситуациите. Сметам дека секој клуб, дали е тој официјален клуб во рамки на некоја федерација или пак си организира самиот некакви активности поради тоа што бил, не знам, не сака да биде во таа федерација, се додека ти привлекуваш луѓе и сакаш да ги носиш во планина, мораш да им ја кажуваш и другата приказна и да не брзаш, знаеш. Јас пак ја споменам предавницата каде што сум, значи кај нас доаѓаат луѓе кои што, да не речам, вчера почнале во планина да идат, денеска купуваат дерези, не мислат за да идат на Титоврв, него мислат они на Монблан утре ќе идат, знаеш. И тоа е сериозно, на секојдневно ниво ни се случува тоа. И мене ми се крева коса, како да кажам, од таа ситуација. И мислам дека ние како фестивал се трудиме секогаш да ги, нели, едно шамарче од време на време со некој филм, меѓутоа сите тие кои што се инволвирани на некој начин, дали организираат некакви тури или некакви дружења во планинарски дом, се додека ти привлекуваш луѓе во планината, имаш одговорност и да им кажуваш и некои и други, нели, страни од тоа дружење. Вчера имавме баш во тој филм што беше за Лавини, да кажам, значи изборуваат, вика, фино е што одиш да се забавуваш, меѓутоа гледај во твојата група да има и луѓе кои што ја знаат и другата страна од приказната, кои што ќе ги дадат и совет. Се дека вие одите сите здружно да имате забава, тогаш можеби ќе си измамите себе си да, нели, ја гледате само забавата, а да ви се замагли погледот дека можеби ќе се случи нешто друго. Така да мора искуството да биде искористено за споделување на тие информации. Пред да привршиме, би ве прашал да ни, сигурен сум дека во вашето досегашно некои авантури се снимале некои незаборавни моменти, некои, не знам, некои лични авантури кои што ги имате, кои што би можеле накратко да ни споделите, кои што ви се така драги, кои што некако е хајлајтот на досегашното ваше авантуристичко патување. Сигурен сум имам многу. Тешко прашање, да. Имам многу, дефинитивно. За мене лично тешко ми е да се решам да раскажам нешто, бидејќи кога растев како млад алпинист, кога почнував да се среќавам со авантурите на карпи и на планини, некако толку многу ми беше убаво во сето тоа што дури и најмалите искуства во форма на авантура или предизвик, бидејќи ние секојдневно среќаваме предизвик. Да, меѓу другото бев научен да ја почитувам карпата и планината и при најмалите опасности и предизвици да гледам со најголема почит. Така да, од самиот почеток и кога се соочував со најмалите авантури, мене ми беа најголеми авантури. И ден денес, кога одам на планина и на водно, сега нели не буквално на секоја прошетка, меѓутоа доживувам една форма на авантура што може во тој момент поради одредена психофизичка состојба да ми е врвна таа авантура и секогаш си наоѓам еден баланс. Редовно раскажувам приказни од качувањето карпи како најмалку искусен, кои што и ден денес ми се можеби најзначајните, иако можеби подоцна сум направил многу поинтересни работи, што нели се и опасни и така натаму. Иако никогаш не мерам со опасни, меѓутоа се разбираме како поголем предизвик. Така да ја не би можел тука да извоам нешто, барем не во еден ваков краток интервал, можеби ако заседнеме некојаш ќе раскажам нешто што и во име на вечерашната дискусија од едукативен карактер нема да биде добро го споделам со сите, бидејќи најверојатно сум направил процени кои што не биле добри и најдобро тоа да го задржам за некоја друга прилика. Ова е едно од најтешките прашања според мене за некој кој што ете како мене Александар практикува многу спортови, пошто ние и возиме точаки, и планинариме, и скијаме, и качуваме. И во сите нив сме направиле прилично интересни работи. И навистина би ми било и мене тешко да пресечам нешто, да издвојам како
посебно значајно, да кажем, за мене. Но според мене јас ќе се навратам, би сакал искуствено до сега што би сакал да споделам со некој кој што е помалку можеби искусен, да се надоврзам на тоа претходно што го зборувавме, сметам дека треба секој, ние сите живееме во постојана потреба од еволуција, да бидеме подобри денес, да направиме нешто повеќе и слично. Но сметам дека тоа не треба да биде кој знае што големо, ако не е навистина на дофат на нас. Во едно од овие книги кои што се пред нас, што сакам да кажам, Рейнолд Меснер е еден од авторите на една од овие книги и он е сериозен алпинист, качувал соло тешки насоки, прв човек со сите планини повисоки од 8000 метри и така натаму, значи многу силен алпинист. И во еден момент тој води како водич клиентка, постара жена во Доломитите и качуваат многу лесна насока, значи со тежина нека не знам двојка, тројка. И тој вели од кога качуваат насоката, тој во незините очи го гледа истиот жар, радост, како што тој кога се надминува себе си кога качува поголеми тежини, 6 седмици и така натаму. Сакам да кажам и да се надоврзам на тоа претходното, вистинска авантура е тоа кога ќе го направиш она што е навистина сам, на твој дофат. Не треба да го бркаш Монблан ако тоа ти го донесе некој друг, односно некој друг ти ги стави дерезите, те врзе на појас, ти кажува кога да јадеш, кај да спиеш, ти немаш контакт реален во тој момент со тоа искуство, знаеш. А всушност вистинското напредување ќе го направиш тогаш кога можеби ќе отидеш на Магаро, макар во летни, ако тоа е навистина, тоа е вистинското. Сакам да кажам, гледајќи се себе си на назад, сите активности кои што сум ги практикувал, сум ги правил така и секогаш сум бил супер среќен и исполнет. И мислам дека секој кој што влегува во овие активности треба да го прави оној чекор по чекор на вистина, бидејќи тогаш според мене навистина ќе се себе надмине, бидејќи сам ќе го направи тоа и ќе се чувствува вистински среќен и исполнет. Инаку ако размислиш, ако не го направиш тоа така, ти немаш вистинската комуникација со планината и со природата. Тоа е според мене што како искуство би сакал да го споделам, без да потенцирам некој искуство кое што за мене има некако само значење, а не и за некој друг. Секој... Во следна прилика е тоа. Да, веројатно, ама тешко прашање, ја верувам дека било кога да прашаш. Да, сигурен сум. Знаеш која е најубавата планина? Сите се убави планини. Ја мислам дека ова води кон она што ние се обидуваме и да го избегнеме на нашиот фестивал и преку нашите приказни. Игор спомна некое егоцентрично размислување на што ти си направил. Не дека нема приказни што се навистина импресивни. Ја можам и сега да раскажам некој, ама води кон себе промовирање на сосема друг начин. Ја мислам дека ова што го кажа Игор е толку објаснето за како ние веруваме дека луѓето треба да се однесуваат кон спортот и планината, авантурата, што треба да биде почеток и крај на свет, барем по наше видување. Има на alpinizam.org, уште сам почеток го почнувавме сајтот. Таму има еден цитат од Ројал Робинс, тој американски качувач, пионер на големи карпи искачување, исто сериозен алпинист, значи човек со сериозна тежина зад себе. И тој вели во еден момент, сега нема точно збор за збор да го кажам, но е нешто од прилика вака, знаеш, вика кога ние ќе бидеме на вистина на Еверест, бидејќи нели вика тогаш кога ќе ги искачиме планините внатре во нас, планините на стравот, љубомората, зависта, сите овие наши активности кои што ги правиме ни возможуваат да се буткаме себе си, да постигнуваме нови работи. Меѓутоа, како што кажав, во суштина треба да го правиме тоа на вистина како што треба, на начин кој што ќе ни го дозволи тоа, со вистински контакт со тие предизвици, нели? И на вистина тогаш, знаеш, за некого Еверест пак ќе кажаме Магаро, знаеш, и не е срамота така да биде, ако постои вистинска едукација. Дефинитивно, ја би рекол и ова само, мислам, сега ми текнува нешто као, често кога некој ќе ме праша дали планинариш или качаш карпи, прво прашање е кој ти е највисокиот врв. Тоа е елементарно непознавање и спротивно на суштината на што го правиме ние. И како треба да биде според нас. Фала ви многу. За крај, накратко, кои се идни планови ево за ехо за наредно издание, бидејќи од почетокот па до сега 14 изданија се менуваат работи, кој она може би нешто ново или ќе остане тоа да размислите па каде сакате да се движи. Ја на Игор
на крајот или пред крајот на ова 14-то издание кој што не измори нас многу и мене лично, му реков следна година сакам да се вратиме у кинотеки само 2 дена да имаме. Ме подсети на тоа, не дека било полесно тоа, сме били пониискусни, може било постресно. Меѓутоа само што одмина веднаш заборив на тоа нормално, ќе имаме пак сигурно многу убав фестивал. Немаме некои посебни, ја би рекол дека немаме некои посебни планови баш не во овој момент. Меѓутоа сигурно ќе се продолжиме по истиот терк кој што не е воопшто лош. Од година за година да растеме во квантитет, но и во квалитет. Повеќе нови книги, странски гости повеќе, што е тешка и скапа работа за нас како непрофитен фестивал. Така да ја би рекол дека тој пат ќе си го запазиме по секоја цена и нема мрдање од тој курс што сме си го поставиле. Годинава можеби не спомнавме, убаво е да се каже, бидејќи сме многу горди за тоа, имавме во Скопје организирано така наречено генерално годишно собрание на Алијансата на планински филмски фестивали. Тоа значи дека во Скопје дојдоа сите некои од представниците на тие најголеми филмски планински фестивали, некои од нив со традиција од над 17 години. Значи ние од пред 3 години членуваме во таа алијанса. За нас е многу голема чест и потврда дека сме на прав пат. Никој таму не ни вели браво, супер сте, но видоа нешто интересно кај нас, не примија во тоа друштво. Така да тоа не измори малку на убав начин, ни даде нови идеи, мотив како да растеме ние покрај нив. Така да веројатно ќе примениме нешто од тоа искуство и понатаму. Добро, фала ви за ние на Охридски, што си каму бајот муавет. Ви посакувам уште многу успеси, уште многу фестивалски изданија и патувачки кина. Мене беше чест што имавме можност да си поразговараме. Фала и во името на екипата на 5 до 12, ето што пред 3 години не прифативте, имаме можност да се приклучиме на вашата екипа за барем ова патувачко кино во Охрид, да пробаме да придонесеме нешто повеќе плюс. Се надевам ќе си продолжи така, па наредна прилика може пак ќе снимиме некоја епизода. И ето за крај дали имате уште нешто да си кажете, јас само така сакам се многу да викате се додам, емисијата. нашата голема благодарност до вас, бидејќи дружбите со здруженија кои што нели се обидуваат да ја подобра состојбата со културата во своите градови и места е навистина инспиративна, бидејќи имаме можност преку нашето гостување ние да споделиме дел од програмата, меѓутоа и да слушнеме што тие луѓе работат. И до сега во секој град се сретнуваме со многу инспиративни приказни и тие приказни ни инспирираат да продолжиме да размислуваме за следните патувачки кина. И навистина е чест да се биде партнер со здружение како вас во Охрид. И би сакале скромно да ви се заблагодариме, ова се сите книги до сега кои што сме ги издале и би сакале да ви ги подариме за библиотеката на вашето здружение, да си читкарате ако ви интересира, нели, ова, верувам дека ви интересира. Фала им многу, да. И Јас дефинитивно ќе се дружиме. Да, ја би рекол исто така, кога кажа што не прифативте како здружение, би рекол дека тоа е еднаков процес и вие не прифативте нас како фестивал, сакавте, нели, посакавте да работите. И како и со програмата и со све друго, ние сме обично внимателни кога одбираме, нели, кој ќе не биде домаќин. Најчесто тоа не е најважниот планинарски клуб, туку некое здружение кој што има убава порака да пренесе и според нас ни се чини дека тоа е најправилниот начин, така да среќни сме што сме во овој однос со клубот Патагонија и со 5 до 12. Супер, фала ви уште еднаш и на гостувањето, и на книгите, и на муабетот, и на се. Ни остануваше некоја минута да си се наместиме за вториот ден од фестивалот, од патувачкото кино. Уште еднаш фала ви, се гледаме друга прилика, тоа беа Александар и Игор, дел од екипата на Ехо фестивалот. Гледајте филмови кои што, ето, се поврзани можеби во оваа област, нешто ќе ве инспирира в година, обавезно тие што немате посетено, ќе си посетите кој Скопје, кој Охрид, кој во другите градови, така во повеќе градови има. Сакајте планината, почитувајте планината, а се гледаме ние во наредна 12 епизода. Поздрав!